Добре дојдовте во студио, Чедо Домјановски, вие сте член на Лустрацијска комисија и сте исправени пред неверојатна мисија всушност за 24 часа, откако ќе ги добиете од надлежните институции одредени документи за кои постојат индикации дека станува збор за човек кој треба да биде лустриран. Вие, значи, во Лустрацијска комисија треба да го прогласите тој човек за кодош. За соработник на службите. Да. Намерно ли е ова направено за да има некакви грешки и како што се тврдеше, одредени луѓе веќе имаат и жалби до поголемите инстанции на судовите и го најавуваат и Страсбур. И постои сериозно сомневање дека се работи за политичка хајка всушност. Сега во овој случај, кога сме пред избори, кога имате листа на луѓе кои треба да бидат на изборните листи, намерно ли за 24 часа сакаат да забрзат процесот и да дојде до некаква грешка? Стварно, не знам, би шпекулирал ако би кажал дека намерно прават нешто. Меѓутоа, како и да е... Тогаш е дилетантски, аматеризам. Па сега и нешто е, али како и да е не е добро. Не е ни професионално, затоа што е многу тешко, неизводливо, некоректно, неблагородно да за нечија судбина во рок од 24 часа се одлучува. И то, видете, ние имаме 15.000, уствари сега се, пошто бойкотира опозиција, околу 10.000 досија. Ја не знам колку ќе искочат, али и едно досија да искочи за еден човек, за нечија човечка судбина, во рок од 24 часа да решава. Комисијата, да ви ја кажам, процедурата која е. Не, добро. Не е битно. Тоа за мене е неблагородно, најблагоречено неблагородно. Протестиравте ли за ова? Дали кренавте... Ја цела година на сите телевизии, на сите... Не, во Лустрацијска. Апсолутно, само меѓутоа... Кој е нивното образложение? Така донало собранието и така ќе го спроведуваме. Ја тогаш на тој му одговорив, ние сме професионалци, ние треба да го спроведеме, да се обратиме како комисија до собранието. Дека тоа не е изводливо, не е добро и не прифати како комисија да идеме. Да имаме званичен став за тоа како комисија. Се сомневате ли дека сепак ова е одреден политички потек на власта? Видите, како член на комисија не би сакал да давам такви оценки. Меѓутоа, како и да е, не е добро, не е исправно и е противуставно. По мене. Добро. Кој би ја надоместил штетата, кажете ми? Штетата... Доколку некој биде прогласен за кодош по грешка? Штетата сигурно ќе надоместува државата, меѓутоа таа штета не е надоместлива, по мене. Да се стави флека на нечиј живот, на нечија судбина, а после, што би рекол Лардо Пупу, не важи, тоа е... Затоа реков неблагородно, ја не знам, нема потреба од брзање. И да го решиме кроз 15 дена и да влегол човекот во собранието или како советник, ќе се разреши од кој ќе донесеме решение. Зашто ова брзање? Дали да се нешто на брзина прикрие, готово завршено, нема потреба од никакво брзање, по мене. Добро. Докаде имате ли сознание, докаде се случаите, веќе ги споменав, се работи за проминентни, влијателни личности за кои имаше документи, наводно биле кодоши, сега тие луѓе дури ја правдата најавно. Тоа сега ме прашувате за предходна, не за овие советски професори. За овие немате веќе, немате уште сознанија. За предходните се работи, ги реков, проминентни, Владимир Милчин, Џунер Исмаил. Ја мојот став го кажав, ставот на комисијата дека се они соработници. Ја и ден денеска тврдам јавно дека нема апсолутно никаква основа да они бидат прогласени соработници. Дали ќе има некаква одговорност кривична за луѓето кои направиле вакви штети врз одредени јавни личности? Ево вака се да ви кажам. Ја на комисијата барав, на самата седница на комисијата, секој како гласал да биде упишано во записниците да стои. Тој гласал овака, тој гласал овака. Дали е тоа направено? Ја записниците уште не се усвоени. Јас барав и на тие поголеми случаи што велиме за господинот Милчин, за господин Џунер Исмаил, издвоено мислење.
барам дека да се запише во записникот со издвоено мислење дека нема апсолутно никаков основ да бидат прогласени. Сега тоа треба во записниците и да е запишано, али уште не сме ги имале, не сме ги усвајале. Уште не биле на седница и тука се доцни малце со тие записници, не знам зашто, али потом. Добро, сепак останавте вие во лустрацијска, СДСМ членовите се повлекоа, незадоволни од работата, се разбира заради политичките хајки кои сега ги споменавме. Така е. Однатре се борите, тоа ви е мотивот. Однатре се борам. Успевате ли во тоа? Легитимно право беше, само да би ќе кажем и за тоа. Легитимно право беше на партијата која ме предложила да побара од мене да понесам оставка, пошто така се договориле. Тоа го прифатив као разговор, као све и реков и дека нема да се откажам затоа што ќе оставам бришан простор уште повише на оваа комисија да обележат, после нека се докаже, џабе да се докаже дека не е џабе, али сепак флеката ќе се нанесе на тие луѓе. И решив да останам во комисијата, уште се надевам дека Уставниот суд овие одлуки, овие одредби, поточно во законот, ќе ги што се противуставни, ќе ги симне од законот, ќе ги тргне од законот. А исто така не би сакал да народот, без разлика за кој се работи, воопшто не ме интересира во овој процес нема потреба од политичка ориентираност, дали од овде, дали од онде човекот, од за оваа политичка листа. За мене во процесот е битно дали има документи или нема документи за тоа лице. Осетив дека членовите на комисија, не сакам да напаѓам сега комисија не е коректно, ги немали, не искачат на тебе дојдел, не сака да дојдат. Чувствувате што за некои членови? Чувствувам дека нереално, дали е политички, не знам, углавно работи кои не сме така доста скриени. И верувајте, многу ми е потешко што сум во комисијата, него сум надвор од комисијата. Полесно би ми било, се тргнам на страна, не може да ме разрешат. Кои работи нема да бидат скриени, не ме разбирам, на што мислите? Па работи кои по мене се нелогични, да некој прогласиме за соработник, самиот орган, например, еве за господинот Милчен го спомнат, или господинот Џунер Исмаил, самиот орган, УБК, или други во овие органи, велат дека не е нивни соработник. Сега ние како комисија велиме, тој е нивни соработник, тој е ваш соработник. Тогаш останува, тогаш УБК треба да ми одговара мене. Значи УБК ме лаже. Еден од нас не е во право. Или ние како комисија, или УБК нас не крие нешто. И затоа реков, тогаш, ако така мислите колеги да го прогласувате, да врзосто на тоа, тогаш веднаш барам да се покрене постапка против УБК, зашто УБК ни кажува дека не бил нивни соработник. Во законот стои, тој што ни прикрива, значи он ни скрил дека бил соработник. Добро, веројатно некој од УБК или не знам веќе од каде би требало да одговара. Али према оние материјали што ги добивме од УБК, тие лица не се соработници. Да, добро, и заради тоа некој веројатно и ќе одговара понатаму, ќе сноси некаква одговорност. Кажете ми, вие сте од ЛДП, предложен, не сте член. Кој е вашиот став за кандидатурата на градоначалникот Стефче Јакимовски? Видете, не би сакал, тоа е негов личен став, тоа би влегол више политички, а стварно професионално само би се држал на лустрациите, ако има некој проблем во лустрацијата. Ставот на господинот Стефче Јакимовски, ставот на не може да се поистоветува со моето останување, апсолутно. Пошто ја никош не сум рекол дека ќе напуштам, сега не го поистоветувам, но како интелектуалец веројатно имате некаков став. За мене е најблаго речено чудно да до 5 минути 12 да велиш дека нема да учествуваш, а после да одлучи најблаго чудно, не знам, не се упуштам во такви шпекулации воопшто. Негово право е сигурно, само колку е тоа коректно, колку е тоа морално, тоа друг нека цени не би сакал. Ви благодарам, господине Дамјановски, за интервјуто. Благодарам и на вас.